Денес пред подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување во Гевгелија, матичните лекари од оваа општина, Богданци и Дојран, одржаа мирен собир против договорот кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија го испрати до Сдруженијето на приватни лекари. Тие во својата писмена реакција, која доставија до подрачната служба на Фондот во Гевгелија, искажуваат разочараност од најновиот предлог договор, кој според нив бесрамно ги брише сите ветувања за подобрување на условите за работа на вработените здравствени работници во примарната здравствена заштита, кој Фондот за здравствено осигурување ги даде на Сдруженијето на приватни лекари. Во време кога лекарите и медицинските сестри забрзано го учат германскиот јазик, велат тие во соопштението, здравствените работници во примарната здравствена заштита би сакале да имаат стимулативен договор со кој ќе се подобри здравството, со што ќе бидат задоволни како здравствени работници, но и пациентите. Матичните лекари имаат околу 30 забелешки на новиот договор кои ќе бидат доставени до фондот. Член 25 е едно од најболните прашања за матичните доктори. Тие даваат боледување на сите, а за себе не може да користат долготрајни боледувања. Затоа се предлага, кога некој матичен доктор се разболи, Фондот за здравствено осигурување мора да пушта 100% капитација, а болниот доктор ќе се договори со замената со интерен договор, како ќе се плаќа сестрата, киријата, трошоците за одржување на амбулантата и слично. Тие бараат исто така да се брише последниот став од овој член. Наше барање е казните да бидат на процент од просечна плата. Нема никаде во свет фирмите да се казнуваат на цели буџети или проценти од буџетите, само ова го има кај нас, велат лекарите. Матичните лекари не се согласуваат со тоа дека еден лекар да се грижи за 1000 пациенти, затоа што со таква бројка и актуелна месечна капитација која добиваат од фондот, лекарите сметаат дека ќе банкротираат и мора да ги затворат ординациите. Матичните лекари не се согласуваат со тоа еден лекар да се грижи за 1000 пациенти, затоа што со таква бројка и актуелната месечна капитација која добиваат од фондот, лекарите сметаат дека ќе банкротираат и ќе мора да ги затворат ординациите. Мора Фондот за здравствено осигурување да покаже грижа за овие доктори и медицински сестри кои решиле да останат во Македонија, се вели во реакцијата на матичните лекари.